Дневник во 20 часот на К1 телевизија. Добро вечер, почитувани гледачи. Ова се настаните кои го одбележаа денешниот ден. Со намалените казни за фирмите се исполнува уште едно ветување од владата кон домашните фирми, потенцира министерот Ставрески. Со грантовите за самовработување за лица со инвалидност ќе се постигне нивна поголема интеграција во општествениот живот. Полицијата и противпожарната единица со совети до граѓаните за заштита на домовите за време на летните одмори. Со усвоените измени на Законот за прекршоци се воведува поголема примена на институтот опомена. Ова значи за помалите прекршоци компаниите нема воопшто да бидат казнувани, туку ќе бидат опоменати со цел да го коригираат своето работење. Од Сојузот на стопански комори изгласувањето на промените е доказ дека тие и владата заеднички работат на подобрување на условите за водење на бизнис. Условите за водење бизнеси понатаму се подобруваат. Усвоените измени на законите за прекршоци, општата управна постапка и за парничната постапка, со кои се намалуваат казните за компании, се токму во таа насока. За Сојузот на стопански комори, ваквото решение не е само покажување на сенс на владата за барањата на бизнес секторот, туку сериозен индикатор дека Сојузот и владата заеднички работат на подобрување на условите за водење на бизнис. Постигната целта на Сојузот на стопански комори и барањето на сите правни субјекти во Македонија, бидејќи збориме за процентуален дел од законските казни согласно големината на правниот субјект од аспект на број на вработени и од аспект на приходи. Така да на постоечките казни што ги викавме нели 1000 евра, 5% тоа е казна од 50 евра, 10% 100 евра. За бизнес секторот секој олеснување е добро дојдено. Велат дека по последните владени мерки и можноста за субвенционирани вработувања, намалувањето на висината на казните е чекор плюс во јакнење на домашната економија. Со ова се согласуваат и од Сојузот на стопански комори. Во последниве години имаме измена на доста законски регулативи и правните субјекти не беа во можност и да ги пратат сите измени со цел да не направат пропусти во нивното работење. Така да мислам дека предложената мерка која што се уште немаме ја добиено во конечна форма е добра и Сојуз на стопански комори е задоволен од слухот на владата по прашањето на казните. Подобрување на амбиентот за работа, особено за малите компании, вака министерот за финансии Зоран Ставрески го оценува усвојувањето на измените на законите. Казната, доколку мора да се изрече, нема да влијае значајно врз работењето на фирмите. Целта на казните не е да влијаат врз работењето на фирмите, туку само да го опоменат оној што го прекршил законот за да се коригира. Со намалените казни за фирмите се исполнува уште едно ветување од владата кон домашните фирми, потенцира министерот за финансии Зоран Ставрески. Со грантовите за самовработување на лица со инвалидност не само што ќе се зајакне нивната финансиска состојба, туку и ќе се подобри нивната интеграција во општествениот живот. Повеќе за ова во прилогот што следува. Агенцијата за вработување неодамна го објави огласот за самовработување за лица со инвалидитет во рамки на проектите на Министерството за труд и социјална политика. 120 лица со инвалидност ќе креираат сопствен бизнис. Целта е да се зголемат вработености и можностите на пазарот на трудот за невработените од оваа категорија граѓани. Според Далиборка Златева, председател на Сдруженијето за лица со церебрална парализа, овие мерки ќе придонесат за зајакнување на финансиската состојба на лицата со инвалидност, а со тоа истите ќе бидат општо корисни за општеството. Пред се јас ќе кажам дека добар е моментот од причини што тие навистина се способни да работат, можат значи да се докажат во средината во која што живеат и ова е момент можеби да развијат некој мали занаети, нешто што на пример ќе биде верувам добро и за локалната средина во која што живеат и воопшто за државата. Досега лицата со попречености беа вработувани во фирмите, во голем број од случаевите истите беа злоупотребувани од работодавачите.
Според Златева, оваа мерка ќе придонесе лицата со инвалидност од една страна да бидат заштитени, а од друга страна ќе имаат можност сами да развијат свој бизнис. Ова е веќе можеби еден чекор понапред самите лица да си ја земат во свој раце својата судбина и нормално сите средства кои што државата ги предвидела за да им се помогне на овој начин со нивно самовработување да бидат искористени од нивна страна, да не бидат искористени од фирмите во кои што ќе бидат вработени и на крајот повторно да останат со некој минимален личен доход и субвенциите кои што ги нудела државата дотогаш да не бидат искористени и да не бидат наменети за оние за кои што биле наменети. Невработените кои доставиле добар бизнис план ќе добијат помош при регистрација на сопствен бизнис и грант од 310.000 денари. Оние лица кои ќе имаат потреба од дополнителни вработувања може да аплицираат за грант кој ќе поддржи само вработување на основачот на компанијата и дополнително вработување на најмногу 2 лица. Во овој случај грантот ќе изнесува 494.000 денари, од кои 310 се за реализација на самовработување и отварање на бизнисот и 184.000 денари за дополнителни 2 вработувања. За реализација на оваа програма, владата на Република Македонија предвиде 59,28 милиони денари. Предложеното пролонгирање до крајот на 2018 година на повластената стапка на ДДВ за изградбата и првиот промет на станови е поддршка за градежниот сектор и ќе создаде услови за натамошна експанзија на стамбената изградба, оцени денеска вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Се очекуваат подобри услови за експанзија на стамбената изградба. Предлог измените на законот за ДДВ што се во собраниска процедура се очекува да бидат изгласани до крајот на месецов. Со нив, според Ставрески, владата излегува во пресрет на барањето на градежната комора со цел да се поттикне на тамошната изградба на становите. Дадовме предлог за 3 години, значи до крајот на 2018 година, изградбата на становите и првиот промет на становите да биде со повластена даночна стапка од 5%, што ќе овозможи и понатака да градежна експанзија во делот на стамбената изградба и ќе ја одржи ниската цена на становите, односно цената на становите која што со поддршка на оваа мерка на владата ќе може да биде пониска отколку што би била ако имаме данок од 18%. Оваа мерка е од крајот на 2009 година и резултираше со значително зголемување на изградбата на станови во Македонија. Ако пред донесувањето на оваа мерка имавме околу 600 до 700 стана годишно што се градеа во државата, сега меѓу 1700 и 1800 станбени единици се градат годишно. Бенефит од оваа мерка и намалувањето на просечната цена на становите. На страна на побарувачката потенцираше министерот за финансии, владата помага и со проектот Купи куќа, купи стан, каде дава субвенции за лицата кои ќе се решат да стекнат сопствен дом. Со 3,8 милиони евра досега субвенции од владата дадени се стамбени кредити во износ од 20 милиони евра, што овозможило 620 семејства да го решат стамбеното прашање. Буџетот дава голема поддршка и ребалансот на истиот е во таа насока, истакна министерот за финансии Зоран Ставрески. Ова е одговор на анализите на одредени аналитичари кои сметаат дека ребалансот ќе биде штетен за бизнис климата во државава и дека бизнис заедницата ќе треба да ги враќа задолжувањата. Од страна на бизнис заедницата нема ваков став, вели министерот. Ако со ребалансот се издвојуваат 1,2 милиарди денари дополнителни средства за капитални инвестиции, тогаш тоа покажува дека поголем број на домашни фирми ќе имаат работа, ангажмани слично, дали се во делот на градежништвото или во пропратните индустријски гранки што работат заедно со градежништвото. Нема ново додатно задолжување, буџетскиот дефицит останува на приближно исто ниво, тоа покажува дека додатно задолжување нема, има промена во композицијата на задолжувањето и во тој дел тоа е ингеренција на Министерството за финансии како и во секоја држава од аспект на намалување на трошоците за задолжување. Така да ние остануваме целосно посветени на тоа да бизнис секторот добие поддршка од буџетот, ликвидноста е добра, плаќањето одат на време и на повратот на ДДВ и на фактурите што фирмите што работат на градежните зафати и на капиталните проекти ги добиваат, така да мислам дека буџетот дава една голема сериозна поддршка и ребалансот е во таа насока. Центарот за јавно здравје Велес врши редовна проверка на површинските води. Според податоците од истражувањата на Центарот за првите 6 месеци од годинава, поголем дел од површинските води во поврдарието можат да се користат за капење.
За првите 6 месеци од годинава, според податоците од истражувањата на Центарот за јавно здравје, поголем дел од површинските води во поврдарието можат да се користат за капење. Класирањето на површинските води се врши врз основа на санитарно-хигиенски увиди на повеќе мониторинг места на сите водни текови. Според класификацијата на водите и концентрации на допуштени опасни материи, водите од втора класа може да се користат за капење и рекреација, а од трета класа и за наводнување. Според резултатите на Центарот за јавно здравје од истражувањето на квалитетот на површинските води, водите на езеро Младост и реките Тополка и Бабуна можат да се користат за капење, но не и водата на реката Вардар. Водите во Тиквешко езеро одговараат на втора класа и истите можат да се користат за капење, рекреација и наводнување. Водите на Црна река исто така се бактериолошки исправни и можат да се користат за капење. Примероци за сите води се земаат од повеќе мерни места, согласно националната програма. Надлежните упатуваат апел до граѓаните да ги почитуваат препораките за користење на површинските води. Вчера попладне се запали трансформатор во населбата Речани, а огнот под влијание на ветерот се проширил и зафатил неколку хектари површина и лозов насад. Пожарникарите веднаш биле известени и по нивната брза интервенција пожарот бил локализиран. Се проценува дека штетата не е голема, а причината за избувнувањето на пожарот дополнително ќе се утврдува. Ова е трет пожар оваа недела во околината на Велес. Првиот и најголем се случи кај Дорутовец и Чолошово. Таму изгореа 250 хектари површина, од кои 50 шума. Вториот беше на ридот Вршник од јужната страна, но таму опожарени се само неколку хектари сува трева и грмушки. Полицијата и противпожарната единица со совети до граѓаните за заштита на домовите во време на летни одмори. Со преземање на сите мерки за заштита ќе се избегнат несакани последици од евентуални пожари или кражби. Оваа година забележано е намалување на имотни деликти и куќни пожари, а препораките се со цел овој позитивен тренд да продолжи во идниот период. Граѓаните да ги превземат потребните мерки за заштита пред долготрајните отсуства од домот. Полицијата и противпожарната единица со препораки до граѓаните за летниот период, кога тие најчесто ги користат годишните одмори. Целта е да се избегнат несакани последици од евентуални пожари или кражби во домот. Граѓаните да внимаваат какви запалливи материи чуваат во своите живеалишта. Најголем акцент се става на детална проверка на електричната инсталација. Домовите кога ги напуштаат, прво од безбедносни причини треба да ги исклучат електричните уреди, да ги проверат дали се исклучени, или пак да им остават клуч на нивните роднини, блиски, каде што додека се отсутни да вршат проверка во нивните станови, не секојдневна, ама 2 пати на 2-3 дена, нели да дојдат. Сето тоа ради безбедност, ради тоа што не знаеме што би се случило кога би биле сите електрични уреди уклучени, тогаш ќе би имало проблем. Новиот тренд на поставување статуси и слики на социјалните мрежи индиректно представуваат отворена покана за криминалците, велат од секторот за внатрешни работи Велес. Осветлен двор, безбедносни камери се само дел од препораките на полицијата. Внимаваат кога ги напуштаат своите домови да ги затвораат вратите и прозорците. Една од главните мерки која што ја предлагаме, ја даваме како препорака секогаш е да се негуваат добрососедските односи, бидејќи лицето, односно човекот е оној кој што најмногу може да придонесе за безбедноста на имотот. Односно, тука мислиме пред се на негување на добрососедски односи во смисол на лице кое што би можело да го надгледува имотот, станот или куќата, оној период кога собственикот ќе биде отсутен. Полицијата оваа година бележи за 15% помалку имотни деликти, односно тешки кражби во куќи и станови споредбено со истиот период минатата година. Позитивна статистика бележат и пожарите во домот. Препораките се со цел овој позитивен тренд да продолжи и во наредниот период. Прифатени се 212 приговори за државна матура. Илиндинскиот марш стартува во понеделник. Повелба на Република Македонија за Црвен крст. Ова се вестите од Македонија.
212 приговори се прифатени од вкупно 505 доставени приговори за државна матура, соопшти Државниот испитен центар. Според овие податоци, грешки при оценувањето биле направени на околу 0,4% од вкупно прегледани 49.861 тест книшки во овој испитен рок. Прелиминарните резултати од екстерните испити од државната матура беа доставени до училиштето и објавени на 14 јули. Кандидатите кои сметаат дека тестовите не им се правилно вреднувани, имаа право на приговор во рок од 2 дена. Конечните резултати согласно пропишаната динамика на реализација на државната матура во вторникот беа доставени до училиштата. Кандидатите кои приговарале имаат право на увид во тестот кој ќе се реализира денеска во просториите на Државниот испитен центар. На 27 јули во 17 часот од паркот Јане Сандански во општина Аеродром ќе стартува Илинденскиот марш 2015, а ќе заврши на 2 август во Крушево, каде што коњаниците треба да се приклучат на прославата на најголемиот македонски национален празник Илинден. Коњаниците придружувани од фалангата, составена од 20 на членови, играорци куд Никола Јонков Вапцаров со звуците на зурлите и тапаните, ќе се упатат кон црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче, минувајќи низ главните булевари на општината. Пред свеченото испраќање на храбрите коњаници кои се на возраст од 15 до 60 години во црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче ќе се одржи свечена литургија на која високи свештеници од Македонската православна црква ќе им дадат благослов на пат кон Крушево. Признанието повелба на Република Македонија. Денес председателот на државата Ѓорѓе Иванов го додели на Црвениот крст на Република Македонија. Истото е доделено по повод 70 годишнината од формирањето на оваа хуманитарна организација, која даде посебен придонес во обезбедувањето на помош и поддршка на ранливото население во земјава и пошироко. Според Иванов, активностите на Црвениот крст ја враќа надежта во човечноста. Председателот на Црвениот крст Милчо Трајков потенцираше дека во изминативе 70 години илјадници луѓе беа дел од хуманитарните активности на Црвениот крст. Црвениот крст на Македонија има 34 општински организации и Скопската градска организација. Американскиот председател Барак Обама изјавил дека Велика Британија мора да остане во Европската Унија. Вооружен напад во Луизијана во кој 3 се убиени е 7 ранети. Невреме во Хрватска. Ова се најновите случувања од светот. Американскиот председател Барак Обама изјавил дека Велика Британија мора да остане во Европската Унија за да влијае на светската сцена. Тој рекол дека Британија на Соединетите Американски држави им дава многу поголема доверба во врска со силата на Трансатлантската Унија, како и тоа дека го прави светот побезбеден и попросперитетен. Обама исто така изјавил дека Дејвид Камерон, британскиот премиер, е исклучителен партнер, а при тоа и честител на неговата влада поради исполнувањето на целта на НАТО за издвојување на 2% од брутодомашниот производ за потребите на одбраната. Најмалку 3 лица се убиени и 7 ранети во вооружен напад во кино во Луизијана, а потоа напаѓачот и самиот се убил. Инцидентот се случил во Гранд театар во градот Лафает. Представникот на службата за итна помош во Луизијана Клеј Хенри изјавил дека 8 лица биле пренесени во болница, а смртта е утврдена кај 3, од кои едниот бил напаѓачот. Нападот се случил за време на проекција на филм. Пред речиси 3 години во градот Орора во државата Колорадо се случи сличен напад кога загинаа 12 лица. Речиси цела Хрватска од вчера е зафатено од големо невреме пропратено со обилен дожд, грмотевици, силен ветер и град. Голема количина дожд наврна во Загреб и Сплит, каде дел од градските улици беа поплавени. Температурата во Загреб за 1 час се спуштила од 35 на 26 степени, а во Сплит од 31 на 25 степени Целзиусови. Утринава невреме имаше и во Макарска, додека во Шибеник врнеше крупен град. Силен дожд проследен со грмотевици врнеше и во Карловац, но не доведе до поголеми штети. Температурата во Карловац за неколку минути падна од 34 на 26 степени.
Екипата на работнички го совлада летонскиот тим Јеглава. Одбојкарите кон победа на Данска. Колешката Емилија Ничовска ги има деталите за домашниот спорт. Во рамките на Европската лига, македонските одбојкари денес и утре ги одигруваат двата домашни надпревари против Данска. Македонските репрезентативци по успехот над Израел ќе се обидат да забележат две нови максимални победи. Одбојкарите не го подценуваат скандинавскиот тим, но нивниот лош старт со 3 порази и 1 победа во Европската лига дава надеж на македонците дека ќе го подигнат бодовното салдо на 12 бода. Двете селекции се сретна и лани во иста група на Европската лига, кога Македонија на 2 пати со 3-2 и 3-0 во Струмица го порази данскиот тим. Според капитенот Ѓоргиев, победите на Данска ќе значат обезбеден настап на завршниот Final Four турнир во Полска, кој ќе се игра на 15 и 16 август. Вардар и Зомимак ќе бидат македонските представници во СЕХА лига, потврдено е на официјалната интернет страница на регионалната лига. Сезоната ќе стартува на 28 и 29 август со 10 клубови, 8 од минатата сезона и 2 дебитанти Зомимак и Спартак. Форматот останува ист, лига со 18 кола и Final Four. Интересно е тоа што во првото коло ждрепката одлучи да се сретнат токму македонските тимови Вардар и Зомимак. Освен нив, учесници во СЕХА лигата за престојната сезона се Веспрем, Мешков Брест, Загреб, Хрватски Нексе, Босански Борац, Војводина, Спартак и Словачки Татран Прешов. А од меѓународниот спорт, Ди Марија во новата сезона ќе го носи дресот на ПСЖ, хрватска казната за кукастиот крст. Репрезентацијата на Хрватска остана без 1 бод во квалификациите за Европското првенство, а наредните 2 меча на домашен терен ќе игра без публика. Оваа одлука УЕФА ја донесе поради инцидентите на мечот против Италија и изгравираниот кукаст крст на тревникот на стадионот Полјут. До крајот на квалификацијскиот циклус, коцкестите ги очекуваат уште 4 меча против Бугарија и Азербејџан на домашен терен и Норвешка, односно Малта на гостински терен. Со одземениот бод, Хрватска ќе има 13 бода наместо 14, но и покрај тоа ќе остане лидер во групата пред Италија и Норвешка кои имаат 12, односно 10 бода. Покрај овие казни, Хрватска е казната и парично со 100.000 евра. Аргентинскиот репрезентативец Анхел Ди Марија во новата сезона ќе го носи дресот на францускиот Парис Сен-Жермен. Манчестер Юнајтед и ПСЖ и официјално постигнале договор за трансферот на 27-годишниот аргентинец, откако Юнајтед ја прифатиле понудата од парискиот клуб вредна 65 милиони евра. Во моментов двата тима се наоѓаат на подготовки во Соединетите Американски држави, а се очекува Ди Марија многу скоро официјално да биде представен како играч на Парис Сен-Жермен. Аргентинскиот ас го напушта Манчестер по само 1 сезона. Тој минатото лето дојде за 60 милиони фунти на Олд Трафорд од редовите на Реал Мадрид, но имаше многу лоша година каде што на 27 надпревари постигна само 3 гола. Беки Хемон испиша нова историја како прва жена тренер која освоила трофеј во НБА лигата. Таа успеа со тимот на Сан Антонио Спарс да ја освои летната лига, откако во финалето кое се одигра во Лас Вегас ја порази екипата на Феникс Санс со резултат 93-90. 38 годишната Хемон минатата сезона доби шанса да биде прв асистент во тимот на Спарс, за оваа година да го предводи тимот како прв тренер. Титулата на Спарси доаѓа по 6 последователни победи.
Денеска имавме сончево и топло време со температури до 40 степени. Слично време не очекува и во наредните денови. Еве ги деталите за временската прогноза. Ова беше последната информација за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.